Микроорганизмите се насекаде околу нас, во почвата, храната, во водата и секако во луѓето, влијаат на нашето здравје и токму затоа научниците истражуваат како микроорганизмите коегзистираат едни со други, но од друга страна и како влијаат на нас. Човечкиот микробиом како заедница од микроорганизми кои што живеат во нас игра главна улога во спречувањето и лекувањето на болестите. Каква дознаваме од нашиот соговорник Вилом. Добро утро за доктор Дженгис Јашар, со кој отвараме темата на Меѓународниот ден на микробиомот. Добро утро и добре ни дојдовте, докторе. Благодарам на поканата и чест ми е што сум гостин во македонската телевизија и што имаме еве прилика да го обележиме овој значаен ден на микробиомот. Верувам дека повеќето гледачи не знаат што е тоа микробиом. Значи, тоа е заедницата на сите бактерии кои што живеат во нашиот организам. Ние ги имаме во устната шуплина, во кожата, во гастроинтестиналниот систем, насекаде. И еден значаен податок, значи 9/10 од клетките во нашиот организам се бактерии. И кога вчера истражував, докторе, на оваа тема, дојдов до податок дека, да речеме, во тие милиарди бактерии кои живеат во нас, вкупната маса изнесува околу 2 килограми. Ке ни потврдите дали е точно, навистина се изненадив од информацијата. Долго време не се знаеше ништо на оваа тема, но научниците и тоа како последниве години почнаа да истражуваат и да доаѓаат до податоци за тоа што се живее во нас. Па што се живее, доктор, во нас? Значи, постојат така наречени бактерии кои што буквално ние ги викаме нашите соживотни партнери, значи во текот на целиот живот. Уште од самото раѓање, тие се населуваат и играат важна улога во сите метаболни процеси. Тоа што е покажано со новите истражувања, да речеме, интересни податоци, типот на бактерии што го населуваат човековиот организам е различен кај деца кои што се родени по природен пат и различен кај деца кои што се родени со царски рез. Второ, типот на бактерии е различен кај деца кои што имале храна со мајчино млеко и различен кај деца кои што многу рано почнале со вештачко млеко. Тоа што беше пред некои 20 години како актуелно во нашата средина е, да речеме, една појава на аутизам кај деца, за кој што се предпоставуваше дека всушност настануваат од вакцини, што апсолутно нема никаква врска. За да на крај се дојде до еден заклучок дека всушност храната е таа која што игра важен фактор, важна улога во начинот на појавувањето на тоа заболување. Како пример ќе ви дадам. Се испостави дека всушност промените кои што настануваат кај децата уште во раната возраст е од млекото што го пијат. За да на крај се донесе еден така, да речам, смел заклучок, без никакви научни сознанија, дека поднебието во кое што живееме не е за кравјото млеко кое што го конзумираме, туку е за млеко од коза и од магарица. Колку, од друга страна, докторе, еве, нездравиот микробиом на мајката може да влијае на невроразвојни нарушувања на детето? Нездравиот микробиом кај мајката не може толку да влијае доколку детето прима мајчино млеко и доколку детето во раната возраст се научи што е она што е добро во храната, а што не е добро во храната. Значи, сепак, родителите и средината во која што растеме и живееме има важна улога во тоа што одбираме за здрава и добра храна. И сега отворивте една тема за која што и не се зборувало туку често во поглед на аутизмот и што го причинува, велите храната. Точно. Храната е еден од важните фактори за кои што многу малку се зборува, а за жал и малку се придава внимание за храна, особено што во Македонија сметаме дека е земја богата со храна. Проблемот е што не знаеме како да ја искористиме. Оваа плодна почва дава хранливи продукти кои што се неопходни за развој на нашиот микробиом. Значи, зборуваме за оваа средина овдека. Ние не сме средина која што е навикната на морска храна,
октоподи, не знам, ракчиња, нешто што е, нели, што е карактеристика за секојдневната храна на луѓето кои што живеат во море. Се знае она што е нашата храна. Нашите бактерии во нашиот организам едноставно се навикнати на тој тип. Некој од нас едноставно и не може да јаде риба или школки или ракчиња. Зошто? Го нема сетот на бактерии кои што ќе го продуцира оној неопходен метаболит за да се разградат. И затоа велиме постои интолеранција на таа храна. Не случајно сакам да се задржиме на оваа тема поврзана со аутизмот кај децата, бидејќи најчесто се поврзува или со генетиката, или со вакцините. Ретко кој зборува поинаку на оваа тема. Не, вакцините не се. Верувајте, тоа мислам дека тоа го разграничивме, сите доктори го потврдуваат, така да тоа веќе е завршена тема. Апсолутно нема никаква врска. Кога зборуваме за вакцина, која што всушност представува антиген од надворешната средина, која што треба да предизвика имун одговор кај нас, апсолутно нема никаква врска со нашиот микробиом. Микробиомот е оној антиген кој што го внесуваме преку храната и промените кои што настануваат. Всушност, утврдено е кај деца кои што имаат аутизам дека имаат сет на бактерии кои што воопшто не е присутен кај нормална индивидуа. Тоа е затоа што во текот на раната возраст кај тие деца храната која што била давана едноставно не се обрнувало многу внимание. Јас не велам дека е тоа само исклучиво само од храна. Се разбира, има социјални фактори, има генетиката е многу малку застапена, меѓутоа постојат повеќе психолошки одредници кои што ќе наведат дали едно дете ќе се развие во аутистично или во оние форми на така наречена аутистички синдроми, Кај тие деца настанува феномен на пропустливи црева. Тоа значи дека оние бактерии кои што всушност треба да играат важна улога во метаболизмот на одредени хранливи продукти недостасува или постојат бактерии кои што едноставно немаат таа одбрамбена улога, така да клетките во цревото почнуваат да се одвојуваат една од друга и настанува една, ја снемува бариерата која што оневозможува продир на токсични метаболни продукти од одреден тип на храна. Тие токсични метаболни продукти преку крвотокот се пренесуваат во централниот нервен систем, каде што клетката едноставно го блокира своето делување. Значи имаме блокада на невротрансмитерите преку тие отровни токсични материи од храната, затоа што проблемот е во цревото. И микроорганизмите кои што живеат во нас играат голема улога во спречувањето и лекувањето на болестите. Каква точно, докторе? Ќе ви дадам еден конкретен пример. Значи тоа беше пред некои десетина години, значи имавме пациент со малигно заболување кој што реши да го продолжи своето лекување во Франција во една така наречена клиничка студија, каде што едноставно ќе се утврди влијанието на тој лек врз таа болест. Значи нема да споменуваме сега за какво заболување станува збор, не е тоа темата. Тоа што мене ме изненади е што тој пациент почна со терапија која што даде многу добар одговор, за да на крај дознам лично од пациентот, вика, јас влегов во студијата само заради тоа што многу добро реагирав на лекот, бидејќи мојот микробиом покажа дека е извонредна почва, каде што тој лек може да го даде максимално својот ефект. И за среќа, тој пациент живееше уште многу години после тоа, значи почина од неодамна, но од сосема друга причина, не од оно што велиме основно заболување, кое што е малигно, а за кое што знаеме дека лековите се така.
И споменат некаде во најавата дека научниците на големо изминативе години го истражуваат микробиомот, правејќи различни ДНК анализи на различни граѓани. И сега, какви се тие податоци кои што може да се добијат, да речеме, од една таква анализа? Што се можеме да дознаеме? Можеме да го дознаеме. Значи, прво да го видиме сетот на бактерии кои што го имаме кај нас. И да видиме дали преовладуваат бактерии кои што се доброчинители или бактерии кои што се населени во нашето тело и имаат може да пројават патоген ефект. Патогениот ефект ќе го пројават само кога внесуваме хранливи продукти кои што се, да речеме, добри за таа бактерија, меѓутоа не се добри за состојбата на другите бактерии кои што се заштитници и фактички доаѓаме до еден процес на оштетување на клетките во гастроинтестиналниот систем. Така да, она што е да речеме новите анализи што имаат, што се има осознаено дека добар дел од заболувањата на дебелото црево, како што се улцерозниот колит, кроновата болест, појавата на таквите антигени, значи предизвикуваат состојба на нарушена градба на клетките, кои што со тек на време, значи може да предизвикат преканцерозна состојба, па дури и да предизвикуваат канцер. И сега имаме, да речеме, една ситуација, ние веќе многу добро знаеме, веќе се задржиме конкретно на канцерот на дебелото црево, за кое што многу е зборувано и пишувано. Значи, дел од пациентите имаат генетска предодредница за тоа заболување. Некои воопшто немаат апсолутно никакво генетско оптоварување. Но кај нив може да се јави. Зошто? Токму заради она што велиме. Нарушен микробиом. Ја нема флората, односно ги нема бактериите, кои што го имаат заштитниот ефект врз слузокожата на дебелото црево. И што можеме да направиме за да ја подобриме состојбата на нашиот микробиом? Тоа што можеме да го направиме и што треба да го направиме е, сега ќе звучи или како едно клише или ефтина реклама, значи да се конзумира онаа храна која што на организмот најдобро му соодветствува. Значи секогаш да го ја избегнеме храната која што ни создава мачнина, тегоби, тоа е сигурно некој знак дека таква храна не е за нас. Обично велиме добро е да се направи испитување, да видиме на која храна сме интолерантни. Еве лично, јас го имам направено тој тест, значи за мене апсолутно, да речеме, црвената пиперка, зелениот домат, киселата краставица, зелката, боранијата, едноставно, не се хранливи продукти кои што јас треба да ги конзумирам од едноставна причина, заради тоа што мојот организам има интолеранција кон нив, значи создава некаков отпор. Отпорот е всушност заради тоа што таа храна кај мене го менува сетот на бактерии кои што јас го имам во својот гастроинтестинален систем. Има луѓе кои што, да речеме, се интолерантни за одредени овошја. Па некои дури и доведуваат до алергијска реакција на тоа. Сето тоа е нешто што ние всушност треба да го ставиме во еден сет. Јадете тоа што сакате и тоа што најдобро ви одговара. Ни случајно отворивме денеска темава, секогаш велиме превенцијата е најдобриот лек и дека ние како граѓани е многу подобро да се чуваме и штитиме отколку нели да дојдеме на лекар кога е доцна. Што вели вашето искуство еве никаде за крај на разговорот како професор, но и како специјалист патолог низ годиниве. Се грижиме ли доволно, доктора, за своето здравје? Сакаме ли да знаеме доволно за своето здравје? Или секогаш доаѓаме доцна? Прво и основно доаѓаме доцна, дури кога ќе се запали црвената сијалица, кога веќе доаѓаме до заклучок дека ние здравјето не го цениме доволно, затоа што го имаме. Меѓутоа, тоа кога ќе го изгубиме, стануваме свесни за неговата вредност. Во однос на исхраната, јас морам да спомнам дека во нашиве простори секоја година се одржува еден конгрес за храна, за здрава храна, за хигиенско инженерство, дизајн, Нутрикон. Тоа е една манифестација каде што учествуваат луѓе од различни профили, каде што ги стекнуваме најновите сознанија во однос на храната. Годинашниот беше посветен токму на
микробиомот, каде што имавме трудови во однос на тоа колку храната делува на сетот на бактериите кај нас, токму заради тоа што ние го менуваме, заради тоа што не внимаваме што јадеме. А во однос на квалитетот на храната која имаме? За квалитетот на храната јас не можам да зборам. Не знам, не сум апсолутно. стручен по тоа, меѓутоа ете гледате во она што го среќаваме во медиумите, храна загадена со една химикалија или со друга, мислам дека е тоа нешто што треба нашите надлежни институции да поведат многу сметка за тоа, затоа што добар дел од храната ние ја внесуваме и фактички ако е отров, тоа значи дека се утепуваме себе си, што мислам дека е една од нехуманите работи. Апсолутно со тоа го уништуваме и оној заштитен слој, оние бактерии кои што ја имаат задачата да го заштитат нашиот организам. Јас сум во дел од онаа група која што многу малку знаеше за микробиомот, но ако можам нешто да ветам, тоа е дека во периодот кој што следува многу почесто ќе говориме на оваа тема, бидејќи навистина ме заинтригира, се надевам и нашите гледачи. Јас се надевам исто и се надевам дека оваа тема ќе заземе малце поголем простор во лекарската професија, заради тоа што ете велиме луѓе кои што имаат интолерантна храна, кои што имаат одредени заболувања, дека постојат начини, и тоа е нешто што ќе биде воведено, се малце звучи неубаво, меѓутоа тоа е имплантација на микробиом. Значи, фекална маса во вид на капсула со сите добри бактерии се внесува во организмот за да направи комплетно ресетирање на она што го имаме и утврдено е, да, во светот, значи во ние студии кои што го покажуваат тоа дека влијае на обезност, влијае на артериски притисок, влијае на диабет тип 2 и да не ги набројувам другите заболувања. И од ова ми произлегува уште минимум 2-3 прашања, но ќе ги оставиме за следното гостување. Благодарам доктора за апсолутно дека ќе имаме можност. Да зборуваме за ова. Благодарам многу за гостувањето во Македонија. Молам секој добро, ви благодарам.